Како што најавив, по рекламите следуваат вестите на Ирис телевизија. Штипските рибари не дозволуваат чистење на речното корито на река Брегалница. Денеска е прекина работата на машините во речното корито. Најавуваат порадикални мерки, доколку активноста продолжи на штета на рибата што се мрести. Во општината велат се според законот. Фирмата избрана на тендер ќе продолжи да работи на терен, бидејќи се уште не стапила на сила забраната за риболов. Рибата се мрести сега. Не смее да се врши ископ во речното корито, ниту да се пренасочува водотекот. Белат членови на Штипското риболовно здружение, загрижени за рибниот фонд во реката Брегалница. Не дозволуваат чистење на реката. Револтирани од затекнатата ситуација на терен, денеска ја стопира работата на механизацијата ангажирана од општината за чистење на коритото на Брегалница во близина на градскиот базен. Белат штета е за рибата. Сега не е погодно време за таа работа. Моментално рибата се мрести на риболовен ревир број 5. Икрата е во реката, а булдозерите црпат песок од реката. Тоа е голема штета на рибниот фонд на река Брегалница. А тоа е спротивно сега на законот, бидејќи рибата се мресте. Икрата е во реката, не смеат да копат. Барам најмалце 2 месеци. Ланската година исто така го расипаа коритото, ова година пак продолжуваат со истата работа. И стварно е уништено коритото, а они не ги сваќаат тие работи, што ние рибарите знаеме како са, нели, рибата не може да задрже. Треба си дрва да си има водата, камења, ред други работи. Додека рибарите најавуваат дека ќе превземат порадикални мерки доколку проблемот не се реши, надлежните од општината велат реакцијата е неоправдана и дека се е според прописите. Започнале со акција за чистење на речните корита како превентива на критичните точки од поплави. Не ја пренасочувале реката, а според нив немало и ништо спорно во тоа со оглед на тоа што се уште на сила не стапила забраната за риболов. Со уредување на коритото согласно акциониот план на Министерството за животна средина, најавија ќе продолжат и утре. Започнавме од населбата Балканска, сега веќе денеска по реакцијата на риболовното друштво сме стигнати кај градскиот базен. Значи продолжуваме согласно акциониот план, независно од поплаките на кои што според мене не се основани на риболовното друштво, бидејќи се уште не е мрестот на рибата, значи затоа што немат објавена забрана за риболов, бидејќи во мрестот на рибата кога по нивните некои правила не требало да се вознемирува рибата, имаме забрана за риболов, а риболовот како што гледате се уште трае и ние ќе се потрудиме заедно со фирмата оператор Бетон од Штип да завршиме река Брегалница и да не ја вознемируваме рибата за време на мрестот. Согласно акциониот план ќе биде исчистено целосно речното корито на река Брегалница во рамките на генералниот урбанистички план на оние критични места кои заедно со Министерството за животна средина, Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи беа утврдени дека се критични точки за излевање на Брегалница, додава Тоше Георгиев, раководител на секторот за инспекцијски надзор во општина Штип. Утре механизацијата се цели во Штипско Ново село, а потоа ќе се чисти и коритото на Брегалница на 4-тиот километар. Неодамна Штипското здружение на риболовци Брегалница ја пориби реката со 100 килограми краб. Вандали во Штип ги оштетија повеќето од споменбистите на народните херои. Од општината апелира да се престане со недоличноста кон историските значајни спомени. Случаите на вандализам секторот за внатрешни работи ги истражува. Во изминативе денови во Штип повторно на сцена вандализмот. Оскрнавени и оштетени се спомен бистите на народните херои кои се во дворот на Основното општинско училиште Ванчо Прке, во Стар Конак, на споменикот на Исарот и во Три чешми. Конкретно бистата на Васил Доганџиски во паркот на Основното училиште Ванчо Прке, потоа споменикот на Митко Цецов во Стар Конак, на Ѓошо Сланката во Три чешми, како и еден од спомениците на Исарот. Значи, најверојатно станува збор за чист вандализам. Ние како општина апелираме оние кои го направиле тоа да запрат со ваквата постапка и повеќе да не ги оштетуваат. Не може човек да има иднина ако не се сеќава на минатото, посебно оние кои што го дале животот за оваа држава, и треба да ги почитуваме нивните ликови и дела, посебно кога станува збор за споменици кои што се обележи, кои што не потсетуваат на тоа трагично минато кој што го има градот. Случајот за оскрнувањето и оштетувањето на споменбистите на народните херои е пријавен во секторот за внатрешни работи, а истрагата за трагање на сторителите е во тек.
Економските, но и политичките погледи едни од најчестите дискриминирани појави во општеството. Економската е позастапена во образовниот систем, каде што децата своите пријатели најчесто ги бираат по гардеробата или по марката на патиките што ги носат. Потребни се измени и дополнувања во Законот за спречување и заштита од дискриминација, беше пренесено на денешната трибина. Потребно е функционално подобрување на Законот за заштита и спречување од дискриминација, се со цел граѓаните да бидат заштитени од оваа општествена појава. Треба да се направат одредени дополнувања, посебно во делот кој што се однесува на основите по кои може да се изврши дискриминацијата, беше речено на денешната трибина. Дискриминацијата е општествена појава која се наоѓа во речиси сите сегменти. Таа не го заобиколува и образовниот систем. Облеката, патиките или ранците во училиштата се едни од најчестите мотиви за појава на дискриминација меѓу учениците. Од тие анкети што ние ги направивме, дојдовме до заклучок дека учениците всушност ја препознаваат дискриминацијата, меѓутоа најчесто таа се врши во однос на материјалната состојба меѓу нив. Значи немаме некоја дискриминација по етничка основа, по верска основа, но значи ова беше како една од причините кои што може да бидат причина за дискриминација. Покрај економската, етничката и сексуална определба во поново време се поактуелна е и политичката дискриминација. Законот како основ за дискриминација го наведува и политичката определба, односно не политичка определба, веројатно сега со новиот закон ќе биде сменет тој термин, претпоставувам како политичко убедување, бидејќи не мора секојаш граѓаните да бидат членови на одредена партија, пак да се чувствуваат дискриминирани, доволно е да имаат одредено политичко убедување и да биде евентуално тоа причина за дискриминацијата. Истражувањата на невладиниот сектор укажуваат дека 39,5% од испитаниците знаат лице кое било жртва на политичко уверување, а 36,9% одговорили дека биле сведоци или пак се жртви на дискриминација по сексуален основ. Штипското средно училиште е дел од европскиот проект Еразмус. Турски средношколци и наставници учат за нашиот образовен систем, но и воспоставуваат пријателства со нашите средношколци. Средношколци и наставници од турскиот град Бајбур се гости на Средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип. Соработката меѓу двете училишта е во рамките на европскиот проект Еразмус. Директорот на Средното медицинско училиште Јане Сандански, Александар Георгиев, вели дека македонските наставни програми се понапредни во споредба со турските. Тие се на ниво кое ние го имавме порано, а тоа е дека првите 2 години учат општо како порано ние го викавме тоа болничар, а потоа се усовршуваат. Во суштина, еден чекор нашата школа е понапред и сметам дека тука можат да научат доста добри искуства во однос на нашите планови и програми во воспитно-образовниот процес. Покрај размената на искуства, средношколците остваруваат и пријателства, но и го запознаваат градот Штип. Денеска тие има прием кај штипскиот градоначалник. Мислам дека бидејќи со Република Турција имаме многу добра соработка како држави, Република Македонија и Турција, ние на микроплан како Штип, на самите училишта ќе дадат еден допринос да се запознаат уште подобро градовите од каде потекнуваат децата, да се запознаат културата наша, да го запознаат градот, се она што го нудиме ние како град и верувам дека тоа ќе даде резултати да таа соработка се интензивира. Гостите од Турција велат дека се задоволни што се дел од овој проект и сметаат дека многу ќе научат за македонскиот образовен систем. Инаку токму турските студенти кои студираат на Штипскиот универзитет Гоце Делчев најмногу се заинтересирани за студирање на факултетот за медицински науки. Земјоделците по 6-месечното задоцнување ќе ги добиат очекуваните субвенции. Дел од парите се очекува да легнат на сметките на земјоделците уште денеска, тврдат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Директорот на агенцијата Игор Златков тврди дека уште вчера потпишал дел од налозите за исплата. Според планираното, први субвенциите ќе ги добијат земјоделците, на кои државата им должи за 2015 година.
па потоа ќе се исплаќаат преостанатите субвенции од 2016. Рокот за исплата на овие субвенции до 30 јуни. За ланските субвенции ќе се стартува со полиоделството, млекото и производството на тутун. За чести алергиските реакции кои се јавуваат како резултат на поленовиот прав во воздухот. Често пати се случува алергијата да се замени со вироза. Интензивно кашлање, повеќе од 7 дена, веќе треба да го вклучи црвеното светло за понатамошни испитувања. Расте бројот на пациенти кои имаат алергиски реакции. Најчеста мета е младата популација. Во пролет најзастапени се алергиските реакции кои настануваат како резултат на поленовиот прав. Полените воглавном се кај помладата популација, макар што ако остане подолго време, повозрасен, ако може да премине во еден алергиски ринит, воспаление на синусите, да даде задебелена слузница, затнат нос, пациентот не диши на нос воопшто. Понатаму секоја наредна година се симнува надолу, па да доведе до една алергиска астма, алергиска хиперреактивност на белите дробови со една таква манифестација со гушење, ноќно кашлање. Често пати се случува алергиската реакција да се замени со вироза, па пациентот медицински не се третира правилно. Интензивно кашлање повеќе од 7 дена, веќе треба да го вклучи црвеното светло за понатамошни испитувања. Симптомите се исти, но има знаци по кои што специјалистот може да ги открие дека представуваат алергиска реакција. Едно кашлање подолго од 7 дена, треба да се помисли на алергиска. Течење на носот повеќе од 7 дена, исто треба да се помисли на алергиска. И плюс дополнителните наши испитувања што ги правиме, за да утврдиме дали е алергиска или не. Кај децата до 6 годишна возраст најчесто се јавуваат алергиски реакции на храната. Доколку се појави алергеност на одредена намирница, истата не треба да се укине, туку напротив, треба постепено да се додава во исхраната. Само на тој начин децата ќе станат отпорни, советуваат лекарите. Радар контрола на терен. Новинарски екипи денеска на терен со полицијата. Се ловеа брзи возачи. Надлежните порачаа не возете брзо. Неприлагодената брзина е честа причина за сообраќајните несреќи со потешки последици. Полицијата го решава проблемот со брзите возачи. Такви контроли се почесто се поставуваат на терен. Денеска и новинарски екипи беа на терен со полицијата. Последната викенд акција на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај откри 291 возач кои сториле прекршок, а биле превземени 130 мерки. Да се почитува сообраќајната сигнализација, контролите ќе продолжат. На глобите и одредбите од законот потсетија надлежните. Се напомена дека глобата за пребрзо возење во и надвор од населено место се движи од 100 до 400 евра во денарска противредност, зависно од пречекорувањето, но за најбрзите предвидена е заштитна мерка, забрана за управување со возило од 3 месеци до 1 година. За возачите да немаат вакви проблеми и избегнат сообраќајните несреќи и да се подобри безбедноста на патиштата, надлежните порачаа. Апелираме за сите возачи да ја прилагодуваат својата брзина на движењето на моторните возила, најпрви према ограничувањето на патиштата, а потоа и према условите и состојбата на патот. Ваквите акции се оправдани за возачите. Белат потребна е поголема едукација, но и контроли за несовесните возачи. Може да вроди со плот и да биде подобар и побезбеден сообраќајаc. Секако треба. Инаку има и несовесни возачи, брзо возат под дејство на алкохол, полна линија, претицат, сите брзат. И мора да има такви контроли. Без тие контроли ништо не правиме. Брзината на управување на возилата е клучен фактор од кој зависи безбедноста на учесниците во сообраќајот. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, брзото возење е круцијален проблем што ја загрозува безбедноста и е најчеста причина за сообраќајните несреќи со смртни последици. Малолетник од Штип и 27 годишен гевгеличанец
се осомничени од Министерството за внатрешни работи дека во 2 одвоени случаеви сториле кривично дело, полов напад врз дете кое не наполнило 14 години. Младиот штипјанец во февруари годинава во неговиот дом насила извршил полови действија врз 14 годишно девојче од Штип со кое бил во љубовна врска. Езера, планини, водопади, ретки животни, растенија од Источна Македонија и од Бугарија ќе бидат достапни во дигитална форма за туристите. На интернет страница, но и на каталози ќе бидат представени по 50 природни објекти од овие два реони со цел туристите да бидат информирани кога ќе ги посетуваат. Проектот од македонската страна го реализира организацијата на Жени Штип. Езера, планини, пештери, водопади, ретки животни и растенија од Источна Македонија и од Благоевградската област заедно со Ќустендил ќе бидат прикажани на веб страница и на социјалните мрежи, со цел туристите, но и локалните власти и турооператори полесно и побрзо да дојдат до информации за природните објекти во овие два региони. Проектот Дигитална природа го реализира Штипската организација на жени и Сдруженијето без граница 21 век од Ќустендил, Бугарија. Виолета Ничева, Тиквешанска, координатор на проектот, на пресконференцијата рече дека целта е на веб страницата да се прикажат вкупно 100 природни објекти од двата региони. Овие дигитализирани информации ќе бидат сместени во интернет страница која што ќе биде достапна на 3 јазици, бугарски, англиски и македонски, и ќе бидат прикачени сите дигитални содржини кои што се собрани во првата активност, односно видеоклипови, панорама од 360 степени, виртуелни прошетки, воздушни снимки со дрон, со што ќе следува и детален опис на објектите, со GPS координати. Покрај описите и фотографиите за 100 природни објекти од двата региони, за туристите ќе има информации за најблиските хотели, ресторанти, туристички спа центри, такси компании, автобуски станици. Во текот на имплементацијата на проектот, двете здруженија ќе формираат и фотографски клубови. Каталозите од проектот Дигитална природа ќе бидат дистрибуирани до сите туристички агенции и општини во Источна Македонија, а на завршницата на проектот ќе се организира сајм на дигитална природа. Председателката на организацијата на жени, Наташа Ицева, вели дека овој проект е продолжение на проектот Дигитална култура за регионално зближување. Значи, организацијата има исполнето преку 30 проекти од незиното основање. Еден од тие проекти се, значи, функционалната писменост, програма за зголемување на капацитетот на женските невладени организации за здравствена заштита, промоција на руралниот планински велосипедски туризам меѓу Бугарија и Македонија преку ИПА програмата. Буџетот на проектот Дигитална природа е 118.652 евра. Средствата се обезбедени преку програмата за меѓугранична соработка Македонија и Бугарија, а се реализира 14 месеци. Денес во Штип беше реализирана дебата на локалниот младински форум. Младите низ отворена дискусија ги посочија проблемите и потребните приоритети во локалната заедница. Заклучокот е дека локалната самоуправа и бизнис секторот треба да се заложат за да се подобри животот на младата популација. Локален младински форум беше посветен на проблемите, предизвиците и приоритетите на младите во Штип. Форумот е дел од активности на проект кој го спроведува Националниот младински совет на Македонија, а поддржан од Канцеларијата на Националниот демократски институт. Настанот е со цел да ги собере младите и локалните носители на одлуки за да дискутираат за приоритетите и проблемите и потребите на младите на локално ниво. Сите овие настани се организираат во 8 региони. Веќе по втор пат, еден имавме лани и уште еден оваа година. Ваквите форуми кои имаат за цел отворена дискусија за потребите и приоритетите на младите во локалната заедница се изворедна можност за интензивирање на соработката помеѓу локалните власти, односно донесувачите на одлуки од една страна и младите од друга страна. Сите на релевантни чинители кои што ќе ги дискутираат препораките, заклучоците, приоритетите на младите кои што произлегоа од регионалните консултативни средби кои се одржаа во декември месец 2016 година.
Ќе дискутираме како можат младите од една страна и локалната самоуправа, односно општинската администрација од друга страна да подобрат, интензивираат соработката, се со цел надминување, односно подобрување на состојбите за младите во Штип. Исклучително е важно надлежните да слушнат кои се ставовите и приоритетите на младите и да се заложат да помогнат во подобрување на состојбите. Според наудите што ги имаме конкретно за младите во Штип сакаат да се изборат за поквалитетен културно-забавен живот, за поквалитетен литературен фонд во библиотеките, за посовремени читални курикулуми во средните училишта, подобар превоз до универзитетските кампуси и факултетите кои што се во склоп тука на Универзитетот Гоце Делчев и за низа други работи. Токму тоа денеска и ќе го дискутираме, како можат да ги остварат, односно да се изборат за сите овие работи. Целта на локалниот младенски форум е собирање на релевантни засегнати страни кои имаат влијание на локално ниво во донесувањето на одлуки со цел промовирање и актуализирање на младинските прашања и проблеми. Овде ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис Мака или социјалните мрежи. Пријатна вечер.